Неуспешна продажба на дел од имотот на Металец во стечај. Продадена е самодигалка за околу 30.000 евра. Нови собственици добија и едно возило и биро кои припаѓаа на некогашната позната фабрика за производство и монтажа на челични конструкции Металец. Интересот за продажба бил мал, иако се нудеа атрактивни деловни објекти, но според Стојановски, продажбата на управната зграда, например, можно е да оди отежнато, зашто објектите се без имотен лист. Со продажбата на имотот треба да се намират побарувањата од доверителите во висина од околу 280 милиони денари. Приоритетни се побарувањата на вработените за последните 3 неисплатени плати со придонеси, а за поголем број вработени од претходниот стечај, побарувањата ќе се наплатат преку извршител со продажба на некогашниот работнички клуб на Металец на улица Антон Слабејко. Но и тука се јавиле проблеми поради тоа што немало пари да се платат давачките за легализација на објектот, појаснува Стојановски. Сепак одборот на доверители донел одлука и на следниот оглас за продажба, движниот и недвижниот имот да се понуди по истите цени. Според огласот за продажба, кој беше објавен и на страната на Министерството за економија, првпат на продажба беше понуден недвижниот имот со вкупна проценета вредност од 18.112.675 денари. Мензата се продаваше за 5,1 милиони денари, стари нов дел на управната зграда за 10 милиони денари, додека од подвижниот имот на продажба беше опрема за 2 милиони денари, возила и работни машини за 2,1 милион, недовршени готови производи проценити на 5,8 милиони, репроматеријали за 5,5 милиони, метални профили вредни 7,3 милиони и резервни делови за 665.000 денари. Овој пакет подвижен имот без дигалката која се продаде за 30.000 евра, заедно со недвижниот имот ќе се огласат и на продажба ќе се најдат кон крајот на декември, вели Стојановски. На последното собрание на доверители на Металец во стечај, на кое учествуваа сите доверители пријавени уште од претходниот стечај во 2010 година, е донесена одлука за ликвидација на фирмата. Ваквата одлука следуваше откако се покажа дека планот за реорганизација не се исполнува и дека се создаваат нови загуби, а вредноста на имотот се намалува, изјави неодамна претседателот на регионалниот синдикален совет Лазар Ангелески.